Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Еве ги темите за ова издание. Два случаи во кои известувањето на 360 степени даде резултат. Отстранети диво поставените рампи и ограда кај зградата на СОЗР. Запрени контроверзните градежни дејствија среде шума на Водно. Кога државата ќе те направи кираџија во своја куќа. Ова нашите го помина во Грција. Нашите родители, моите и неговите. Меѓутоа, ова е многу полошо. Апелацискиот суд ја потврдил регистрацијата на исламската селафистичка заедница. Ik heb minder huur goed na voor priminati. Por ik heb realizu drejtën ton për organizim të jetës fetare. ИВЗ ќе бара повторување на судскиот процес. По кризата за зејтин, владата сака да го удвои производството на сончоглед. Јас не сум убеден дека ова земјиште што сега се планира да се подели, дека тоа ќе биде посејано со сончоглед. Фокусот ми е да се поднесуваат представки претежно кон јавни ликови. Невладиниот сектор следи и пријавува вознемирување и дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. По најавата веќе вообичаено ќе одиме на реклами, па ќе се вратиме со сториите. На почетокот на ова издание за два случаи во кои известувањето на 360 степени даде резултат. Првиот се однесува на диво поставените рампи и странична ограда долж диво изградената уличка што води до зградата на Владината служба за општи и заеднички работи во центарот на Скопје. На терен е видливо дека рампите и оградата се отстранети, а од дивоградбата е останата уште уличката. 360 степени објави неколку стории за овој случај, откако собствениците на соседните парцели се пожалија дека им е блокиран пристапот до имотите, а посочија и дека се крши деталниот урбанистички план, според кој на тоа место воопшто не е предвидена улица. Соседите го пријавија случајот до Општинскиот инспекторат, кој констатираше дека се работи за дивоградба и ја задолжи СОЗР сама да ја отстрани. Обврска што службата ја одолговлекуваше. Во Општина Центар немаат информација кој ги тргнал рампите и оградата, а за уличката која може да се користи и без рампи, велат дека ќе се отстрани кога ќе се работи на тој дел од ДУП-от. Последните настани коинцидираат и со кривичната пријава што засегнатите собственици ја поднесоа против директорот на СОЗР Пеце Мирчевски. 360 степени пред 3 недели го затекна Мирчевски на излегување од обвинителството, каде беше повикан поради кривичната, но тој не застана пред нашата камера за да каже што бил прашан и што одговорил. Вториот случај во кој има поместување се однесува на атрактивните парцели над улицата Питугулина Водно, за кои, како што известувавме во изминатите месеци, се засилуваше притисокот да се градат објекти среде шума. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски пред неколку дена побара и доби поддршка од мнозинството во Советот за да ги стопира сите градежни дејствија и соопшти дека нема да гради пат до парцелите. Инаку таму среде шума беа нацртани градежни маркички, откако деталниот план во 2014 беше донесен во контроверзни околности, иако теренот е стрмен и нема пристапна улица. Поранешниот градоначалник Саша Богдановиќ одобри една градежна дозвола за фирмата Маркеза, а во мандатот на актуелниот градоначалник Герасимовски второ барање за одобрение за градба влезе во процедура. Но Герасимовски и Советот сега ги стопираат градежните дејствија, зашто геодетите во општината утврдиле дека нема услови за градење пристапен пат согласно актуелниот закон. Замислете ситуација во која живеете во легално изградена и стекната куќа, но еден ден непознати доаѓаат на врата за да ви кажат дека треба да се иселите бидејќи тие го купиле земјиштето на кое се наоѓа вашиот дом. За 4 семејства од Скопје ова воопшто не е фикција. 15 години се тужат по судови, бидејќи при постапка на денационализација на поголема парцела, надлежната комисија не ги видела нивните куќи и го вратила и тој дел од имотот како да е чист, наместо да ги обештети наследниците на старите собственици на друг начин. Славица Филиповска ни ја носи оваа приказна во која има и други апсурди. Спорната денационализација во еден момент е поништена по тужба на државниот правобранител, а сега државниот правобранител се жали на поништувањето.
Ова земјиште се наоѓа на влезот во Скопје меѓу населбите Маđари и Автокоманда. Тука некогаш било врвулица од народ, бидејќи на местото се наоѓал автокампот Турист со ресторан и придружни објекти. Но над некогашната зграда со ресторанот на Турист имало и има и неколку приватни куќи. Ние претходно сме живееле кај Беково центар. По земјотресот куќата е разрушена и оваа куќа му беше доделена од Туристички сојуз на Македонија, каде што беше вработен таму мојот дедо Бркиќ Петар. Во 64-та, а 66-та е отплатена во целост, каде што имам и документи, уплатници од тоа време, значи кој ги исплаќал кон Туристички сојуз на Македонија, тогаш на Југославија, нели? И во 66-та година имаме потврда дека во целост е исплатена и е во негова собственост. Лево од некогашниот автокамп има уште двајца жители кои судбината ги натерала да делат по еден кат од иста куќа. Јас сум Живко Гичев, роден во оваа куќа од 1959 година и сме соправни наследници од 1948 година дојдени од Егејска Македонија како политички емигранти. Кога дојдоа нашите предци, нашите дедо, баба, татко и неговите и на Драган татко и дедо, владата на РМ тогаш ги насели во оваа куќа. Во 1993 година јас и таткото на Драган склучивме договор за купо-продажба. Автокампот и ресторанот пропаднале во годините на транзицијата, а куќите, иако откупени, останале да се водат на државно земјиште. По почетокот на процесот на денационализација, се јавуваат наследници на некогашни собственици на парцелата од околу 8000 квадратни метри на која функционирал Турист. Тогашната комисија што ја вршила денационализацијата замижува пред фактот дека на локацијата има 3 легално изградени приватни куќи и им ја враќа целата парцела на наследниците како да е празна. Тие пак веднаш го продаваат имотот на нов собственик кој видел интерес да инвестира во градби на ова место. Во 2006 тој го добива земјиштето, но не во владение, бидејќи ни претходните баратели на денационализација го немале во владение земјиштето, бидејќи на самото земјиште, како што гледат и ден денес, постојат куќи. 4 фамилии кои ден денес живеат овде. Значи, од 2006 до сега, ние имаме преку 100 рочиштави, судски рочишта. Представки, жалби, тужби до сите институции во нашава држава. Спорот со имотот ја нарушил и сегашноста и иднината. Многу тешко, пошто си имаме планови, нели, животов како води, си имаме планови да остваруваме фамилии, семејства, а многу сме спречени заради споровиве што ги имаме. И проблем е. И податоците од катастарот потврдуваат дека куќите се во собственост на нашите соговорници, но и дека земјиштето гласи на последниот купувач Сабедин Салиовски. По првите неколку години судски спорови, газдата на земјиштето се обидел по судски пат да им наметне и кирија на староседелците. Астрономски суми по некои закони што не соодветствуваат со реалноста. Значи, за солидарно јас и Живко, за земјиштето треба да плаќаме 800 евра кирија месечно, уназад години колку што е собственик Сабедин Сали. Го побаравме и собственикот на земјиштето, Сабедин Салиовски. Според него, куќите на локацијата се времени објекти што треба да се отстранат. Вели и дека барал начин спогодбено да се договори со жителите, но дека не успел. Сепак, тој одби да зборува пред нашата камера. Поради неможноста да се најде заеднички јазик, соседите барале помош од државата преку државното правобранителство. По серија преписки, молби, барања, адвокатот на државата го препознава проблемот и започнува управен спор за актот што го предизвикал проблемот и за двете страни. Денационализацијата, при која не било земено предвид дека на вратениот имот има и приватни куќи. Зашто во ваков случај, законот предвидува дека денационализацијата завршува со надомест за претходните собственици, но не и со враќање на имотот.
барем не за оној дел на кој има легално изградени куќи. Во 2019 година, Управниот суд носи пресуда дека спорната денационализација била незаконска и наложува таа да биде поништена. Надлежната комисија ја поништува денационализацијата, но пред таа да стане правосилна, следува нов и можеби најголем апсурд. Државното правобранителство повторно поднесува тужба до Управниот суд и бара да се поништи поништувањето на денационализацијата, за кое самите тие претходно воделе обратна битка. Не ми е јасно зашто прво тие првично бараат да се поништи, а сега го обжалуваат тоа решение. Значи тоа треба да се праша државното правобранителство, дали се тие во сервис на народот или народот е во сервис на државава. Не знам. 360 степени доби увид во последниот предмет во Управниот суд, кој за жителите е неразбирлив. Според тоа што го прочитавме, наводите на државното правобранителство во последната тужба биле контрадикторни и за судот. Поради тоа, судот ја одбил последната тужба на државното правобранителство како неоснована. На одлуката на Управниот суд, сепак државното правобранителство има право на жалба до Висшиот управен суд. Неофицијално се очекува државното правобранителство да искористи таа можност. Упорноста на правобранителството да собори одлука за која се бореле да биде донесена, предизвикува уште поголемо чудење кај засегнатите жители. Таа постапка, управната, да стане правосилно решение за поништување, што го донесе комисијата од кисела вода, ни зависи сите судски спорови до сега со Сабедин Сали. Ако тоа решение падне денационализација, сите негови судски тужби паѓаат. Меѓутоа, што прави државниот правобранител? Уште продолжува. Ние сме тука немотни. Кој е надзорот над нив? Значи, они се може да ми напишат и тоа да помине. Значи, и за вас, и за секого. Значи, се напиши се и тоа ќе си помине гладко. 360 степени се обрати до државното правобранителство со 3 прашања. Зошто државното правобранителство поднело тужба против решението што всушност е во нивна полза? Како го коментираат фактот што и Управниот суд им ја прогласи последната тужба за неоснована и дали е точно дека продолжуваат да се жалат и до Висшиот управен суд? Одговорот го пренесуваме интегрално. Ве известуваме дека тужбата државното правобранителство ја поднело од причина што сметало дека при водење на постапката од страна на првостепениот орган неправилно и нецелосно била утврдена фактичката состојба. Во врска со второто и третото прашање, напоменуваме дека судските одлуки не се коментираат, а незадоволната страна има право да поднесе жалба против истата доколку е незадоволна од донесената пресуда и доколку смета дека судот не ги ценел целосно наводите истакнати во тужбата. Бидејќи во одговорот нема детали која фактичка состојба не била правилно утврдена од Комисијата за денационализација, побаравме до објаснување од државниот правобранител. Еве го одговорот што го добивме. Остануваме на тоа дека првостепениот орган докрај и во повторената постапка при носење на новото решение целосно не ја утврдил фактичката состојба. Објаснување зошто нема. Ова нашите го помина во Грција. Мислам, нашите родители, моите и неговите. Меѓутоа ги избркаа, да речеме, за 2-3 дена и си дојдоа, си створија нов живот. Меѓутоа, ова е многу полошо. Многу полошо, зашто ова државата на своите граѓани да го прави, ова е незамисливо. Сега, поред споровиве, сваќам зашто младиве се напуштаат држава, пошто не се осеќаат сигурни во неа. Заради тоа што ни правна држава функционира, ни ред, ни поредок. Нема ништо во држава што е на цврсти нозе. Си сакаме држава, си плаќаме даноци, сме примерни граѓани, ама држава изгледа ги казно е примерниве граѓани. 360 степени се обрати до надлежната комисија за денационализација. Како воопшто првично денационализирале имот без да ги имаат предвид куќите над него? Но не добивме одговор. Уште пред 10 години извршната власт се пофали дека денационализацијата во прв степен е успешно завршена. Но ваквите примери се доказ дека во Северна Македонија има ризик преку ноќ да станете кираџија во домот, што законски го поседувате.
државен проблем од безбедносен аспект. Ова сублимирано беше оценката на тогашниот премиер Зоран Заев, кога на почетокот на минатата година Скопскиот граѓански суд ја впиша исламската селафистичка заедница во регистарот на верски заедници. Неодамна регистрацијата на оваа верска заедница ја потврдил и апелацијскиот суд во Скопје, со што селафистичката заедница нема формални пречки да работи во земјава. Хекура на Кифи ги контактираше инволвираните страни во случајот, што предизвикува вознемираност пред се меѓу граѓаните од исламска вероисповед. Pranverën e kaluar, një ngjarje trondriti shumë shpirtrat mes muslimanëve në Maqedoninë e Veriut. Vendimi i gjykatës civile nga Shkupi për regjistrimin e komunitetit selefist islamik Dar Heladis në regjistrin e bashkësive fetare është dënuar nga Bashkia Fetare Islame dhe shumë besimtar. Тие се прават како поверници од нас, ама џабе. Не верувам дека треба, за нас мислам дека Македонија е толку што потребно е само една исламска заедница. Тие се еден изум кој никој не го прифаќа. Не знам како државата не се спротивставува на тоа. Ky akt është i turpshëm dhe shumë i dëmshëm për unitetin e muslimanëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe si i tillë është tentim për paralelizëm institucionit kushtetutar të Bashkisë Fetare Islame. Zërave kundër regjistrimit të Dar Heladis ju bashkua dhe kryeministri i atëhershëm Zoran Zaev. Информиран сум од министерот за правда дека одреден наш суд има направена регистрација на ваква заедница која што од безбедносен аспект за државата е проблем. Bashkia Fetare Islame paralënëroi padi, nga ana tjetër kryeministri shprehu besimin se shërbimet kompetente pas aktësuar kë mendon do të kyçen në zgjidhjen e çështjeve të tilla. 360 gradë u interesua se çfarë ndodhi një vit më vonë. Në hapësirat në çajir të Shkupit, në një nga kullat përgjatë rrugës John Kennedy, prej disa muajsh aty është selia dhe vendi faljes së komunitetit islamik selefist Dar Heladis. Komuniteti për të cilin BFI paralajmëroi padi, ndërsa kryeministri vitin e kaluar zgjidhje, sot funksionon normalisht. Nevojë nuk ka pas, pasi çdo gjë ka qenë sipas rregullave dhe ligjeve, nuk kemi kundërshtuar asnjë çështje, as nuk I kemi dëmtuar askënd, as nuk I kemi ndërhyj askujt në fushveprimin e tij, por e kemi realizuar drejtën tonë për organizim të jetës fetare, siç kam thënë edhe më herët, të bazuar sipas bindjeve tona që janë bazuara në librin e Allahut në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja që Dar Heladis funksionon pa problem është se Bashkia Fetare Islame humbi kontestin gjyqësor edhe në gjykatën e apelit. Жалбата на учесникот Верска исламска заедница на РСМ, изјавена преку полномошникот Радован Чесмаджиски, адвокатот Куманово, се одбива како неоснована. Решението на Основен граѓански суд Скопје се потврдува. Gjykata themelore në Kumanov e më pas gjykata apelit në Shkup vendosën se pas regjistrit të Dar Heladis në regjistrin e bashkësive fetare, BFI nuk kishte të drejtë ankese sepse nuk ishte pa në procedurë. Gjykata e apelit madje referohet praktikës gjyqësore, ku në një rast të ngjashëm në vitin 2016 kanë vendosur të njëjtën gjë. Апелационниот суд Скопје ја отфрли како неоснована жалбата на заинтересираното лице МПЦ ОА против решението на Основниот суд, со кој е извршен упис на верска заедница на православните албанци во РМ. 360 gradë kërkoi qëndrim nga Bashkia Fetare Islame për gjykimin, por edhe për arsyetumin e gjykatave. Në një përgjigje me shkrim, na është thënë se gjykata është fokusuar vetëm në anën formale të çështjes dhe se do të kërkojë një gjykim të ri. Тоа е затоа што сметаме дека регистрациите на овие верски заедници се вируси на разединување и во религиозна и во национална смисла. И нивната регистрација се врши на иницијатива на различни кругови кои сакаат да го поделат муслиманското и албанското население на ова поднебје. По одлуката на апелационниот суд, ИВЗ ќе бара да се повтори предметот уште еднаш од почеток, затоа што со регистрацијата на оваа така наречена исламска селефиска заедница е прекршен Уставот на Република Северна Македонија и Законот за регистрација на верски заедници и религиозни групи. Përderisa BFI aktualisht po hum në gjykat kundër Dar Heladis, edhe prokuria ishte hapur një procedurë. Xhemal Jakupi thotë se nuk e di se kush e ka bërë denoncimin, por në një moment prokuroria ka kërkuar informata shtesë për regjistrimin. Edhe kjo në aspektin e gjyqësorit, kemi pas edhe një lloj padije në prokurori
që neve nuk na sqaru nga kush, është padia edhe për çfarë çështje, vetëm na janë kërku informacione, edhe i kemi dhënë informacionet e kërkuara dhe vetëm na ka ardhur lajmërimi se padia është refuzu, si prokurorinë themelore dhe pastaj edhe në prokurorinë supreme. Po ato që i kërkon ligji për regjistrimin e bashkive fetare, domethënë si është regjistru, kur është mbajtur mbledhja konstituive, kush janë antartë, kështu formalitetet këtilla. Jo zyrtarisht, komuniteti salafist po përballet me probleme edhe në disa vende. Për shembull, bankat kanë refuzuar të hapin llogari. Komuniteti fetar islam edhe shumë musliman vazhdojnë të shohin Dar el Hadis si një grup radikal. Organi kryesor shtetëror që merret me bashkitë fetare është Komisioni për Marrëdhënie me Bashkitë dhe Grupet Fetare. Drejtori Darian Sotyrovski thotë se nuk kanë mundësi ligjore që të ndërhyjnë në regjistrimin e komuniteteve dhe sipas ligjit nuk mund të ndalohet regjistrimi i një bashkie sepse dikush e percepton si radikale. Знаете, международните конвенции, домашното законодавство и уставот гарантираат на секој поединец сам, индивидуално или во група да практикува своја вера и свое убедување. Радикалните идеологии не се забранети ниту со устав, ниту со закон, ниту со меѓународни конвенции и права. Но проблемите доаѓаат низ тој превес на заштита на човековите права и слободи. И затоа проблемот е многу посуптилен, многу покомплициран. Nëse ekziston rreziku i radikalizmit fetar, thot Sotyrovski, kjo është një çështje që duhet të trajtohet nga institucionet e fushës së sigurisë. Komisioni, thot ai, është të ndërtojë marrëdhënie me bashkitë fetare dhe t'i konsultojë ato për çështje me interes të ngushtë, siç janë ndryshimet ligjore të paralajmëruara për komunitetet fetare. Еден од предлозите кои што како комисија ќе го имаме во подобрување на законската регулација токму тоа, комисијата да биде консултирана од страна на регистрациониот орган, а тоа е Основниот граѓански суд во Скопје, со цел да добие стручно мислење дали е во согласно со законската регулација одредената регистрација или не, како мислење кое што судот треба да го добие како експертиза, како еден стручен наод во самиот процес на регистрација. 360 gradë ju drejtua dhe shërbimit për shtyp të qeverisë. Pyetëm nëse edhe kryeministri aktual i vendit Dimitar Kovacevski mendon se Dar el Hadis është problem sigurie dhe çfarë po bëhet në këtë drejtim. Mirë po edhe pas një jave pritje, nuk morën përgjigje nga Ilindenska numër 2. Në John Kennedy, nga ana tjetër përsëritën atë që tha vitin e kaluar. Që ata kanë disa pikpamje që janë ndryshe nga muslimanët e tjerë, por edhe se ata nuk bëjnë asgjë për të qenë të fshehur, por që duan të ekzistojnë në mënyrë legjitime dhe transparente. Најголем производител на сончоглед во светот е Украина. Втор најголем е Русија. Заедно сочинуваат повеќе од половина од вкупното светско производство, од кое се прави масло за јадење. Овие податоци се доволни за да се разбере како се поврзани руската инвазија врз Украина и недостатокот и поскапувањето на зејтинот. Северна Македонија не може да влијае на воените действија, но се обидува да влијае на домашното производство на сончоглед. Ке има ли резултат? Провери Галена Николовска-Ризановиќ. Клоци и боксови за шише зејтин до неодамна не беа ретка слика во регионот. Во земјава не беше фатено насилство пред камера, но имаше поинакви битки за шише масло. Особено април беше период кога на рафтовите немаше сончогледово масло, а и кога ќе се појавеше, брзо го снемуваше. Власта, иако уверуваше дека нема криза со зејтин, обезбеди 2 милиона литри сончогледово масло од Србија. Со последните одлуки на владата кои се прават согласно точни анализи помеѓу Министерството за земјоделие и Министерството за економија, веќе е почнало да се увезува и рафинирано масло за јадење од страна на нашите соседи. Беа најавени и мерки за стимулирање на производството на сончоглед, со кои власта најавува дека нема да има потреба да молиме за стратешки култури во соседството. Оно што јас го очекувам е ако беа откупени оваа година 5000 тони сончоглед за производство на масло за јадење, следната година тоа да биде дуплирано, околу 10.000 тони. Ке успее ли земјава да ги задоволи домашните потреби за производство на сончоглед или ќе произведуваме само колку за грицкање? Пет 722 хектари или околу 8000 фудбалски терени. Толкава е површината на дополнително државно земјиште кое владата годинава им го понуди на закуп на земјоделците за да садат стратешки култури, меѓу кои сончоглед.
Еден од оние што поднеле барање на огласот е Митат Исмаиловски од селото Будаково, општина Могила. Препознатлив по специфичната модерна механизација и големите посеви во Пелагонискиот регион, Митат вели дека секоја година бара парче повеќе за обработка. Веќе обработува 400 хектари, а на третина од нив годинава засадил сончоглед. Јас добро го знам сончогледот, добро го работам сончогледот. Мене некоја година ми иди тони 200 по хектар, некоја година ми иди до 2 тона, тони 800, една година ми дојде 2,5 тона просеко. Значи зависи, сега сето зависи од временските услови. Освен големите површини, Митат вели дека внимава и на агротехничките услови, како и на изборот на семе кое носи повеќе приноси. Ова е новосадска сорта, никната е. Ова е неникната, таму имам подолу, француска е. Значи таа е малце покасна сорта. Кога го садите? Добро е. Која фаза е, кога може да... Па ова го имам садено негде околу пред месец дена. Веќе ова во 4 листа, значи одлична е, третирана е од плевели, сите работи се. Со Митат разговаравме пред околу 2 недели. Иако се надеваше, на крај тој не се избори за парче од ново понудената земја под наем. На наддавањето цените отишле повисоко од што може да си дозволи. Колку од апликациите биле за сончоглед, податок според кој би можело да се пресмета колку плюс домашен сончоглед може да се очекува оваа година, беше едно од прашањата што ги поставивме до Министерството за земјоделство. По цела седмица чекање добивме одговор дека владата практично не знае колку од дополнително понуденото земјиште за стратешки култури ќе се посади со сончоглед, колку со пченка, а колку со пченица. Пристигнати се рекордни 235 апликации, што представува досега најголем број поднесени апликации на оглас за закуп на земјоделско земјиште. Земјоделците сами ќе одлучат која култура ќе одгледуваат според нивните можности. Оваа мерка, според пензионираниот професор од земјоделскиот факултет во Штип Илија Каров, е непланска распределба на државното земјоделско земјиште. Најважно вели тоа е државата да има евиденција во чии раце ќе падне земјиштето, дали кај вистинските земјоделци или кај трговци. Јас не сум убеден дека земјоделците што ќе го добијат ова земјиште што сега се планира да се подели, дека тоа ќе биде посејано со сончоглед. Многу е пооправдано и многу е пореално да се разговара со традиционалните производители што беа на сончоглед. Прво да се почне од таму. Ако посеи некој друг, добро е, бидејќи не ја знаат ни агротехниката, не ја познават ни културата добро и вие наеднаш ќе го терате да сее нешто што нема искуство. За да се зголеми домашното производство на сончоглед, професорот Каров смета дека земјиштето треба добро да се испланира и по региони, земајќи ги предвид карактеристиките на секое поднебје, а потоа земјоделците и да се едуцираат за сортите сончоглед. Ние имаме правено голем број на испитувања и тестирање на различни хибриди на сончоглед во Овчеполскиот регион, што значи дека има квалитетни хибриди со висока содржина на масленост и со многу повисоки приноси. Значи, и да, ако се каснеме ние за наредната година да чекаме во пролет да бараме семе и да ги планираме површините, тоа ќе оди многу тешко. Добро е да се испланират оние земјоделци што планират да ги посеат површините под сончоглед, да го тоа направат планирањето и да ги издвојат површините и да ги подготват уште ова есен за наредната пролет, да се подготват за производство на сончоглед. Според податоците од Државниот завод за статистика, во државава секоја година се садат околу 5000 хектари земја со сончоглед. А ако се земе предвид и просекот од околу 1 тон по хектар, производството на сончоглед се движи околу 5000 тони годишно. Тоа задоволува помалку од 10% од потребите за производство на масло. Па слично како и кај пченицата и производството на брашно, и сончогледот најчесто се увезува од соседните држави. Оваа фабрика има капацитет да складира, да смести, да прими, да преработи околу 40.000 тона сончоглед, а ние во последните години сме сведени на откуп или на производство на домашен сончоглед на некои 4.000 тона, испод 4, од 3,5 до 6.000 тона сончоглед. Сето останато ние го обезбедуваме од увоз од соседна Србија и соседна Бугарија. Во зависност од тоа дали математиката на оваа компанија е подобра да се увезува сончоглед или пак е подобро да увезуваме сурово масло, значи често пати увезуваме и сурово масло
не само сончоглед, затоа што во Република Србија сончогледот во време на реколтата се откупува и немаат навика во Република Србија да оскладираат или да го чуваат сончогледот, затоа што таму приоритет даваат на пченката. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски во неколку наврати вети дека со постоечките параметри уште идната година ќе се намали увозот на сончоглед и масло. Според него, владините мерки веднаш ќе дадат резултати, па производството од 5000 ќе се зголеми на 10.000 тони. За стратешките култури, особено за сончоглед, пченица, пченка и јачмен, и во овој месец на неделна основа имаме голем број на барања, околу 3000 барања или апликации имаме до денеска за субвенционирање дополнително на вештачко ѓубриво од 40%. Тоа ни даваат за право да потврдиме дека очекуваме оваа година дуплирано производство на сончоглед. Тоа значи повеќе домашна суровина за нашите преработувачки капацитети, за производство на домашно масло за јадење и помал увоз на сончоглед. Дури и да се остварат неговите очекувања за двојно зголемување на производството на сончоглед, тоа ќе задоволи едва и 20% од потребите на земјава. Останатите 80% и понатаму ќе се увезуваат. Ако продолжи војната во Украина, една од најголемите извознички на сончоглед во светот, известно е дека битките за сончогледово масло во продавниците не се настан што може да го оставиме во минатото. Во месецот на гордоста информираме за активностите на невладиниот Субверзивен фронт, организација што систематично ги следи и пријавува случаите на вознемирување и дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. За ова и за начинот на кој одговара Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со извршниот директор на организацијата Давид Тасевски разговара Зоран Јовановски. Колку често во јавниот простор воочувате говор на омраза врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет и како реагирате? Говорот на омраза е често присутен на социјалните мрежи во изминативе години. Меѓутоа после формирањето на новата Комисија за спречување и заштита од дискриминација, имаме можност да реагираме со преставки за да се утврди дискриминација и вознемирување кон луѓето со различна сексуална ориентација или родов идентитет. Предходно, за жал, знаеме дека имавме други состави на комисијата кои што не утврдува дискриминација, иако знаеме дека сме подневје во кое што има дискриминација во голема количина и говор на омраза. Меѓутоа, како што кажав, предходниот состав утврди дискриминација за Никола Груевски. Меѓутоа не утврдуваше за маргинализираните групи кои што се најдискриминирани во општеството, така што благодарение на новата комисија и новиот закон за спречување и заштита од дискриминација имаме можност да реагираме и имаме во моментов институција која што реагира професионално, односно почитувајќи го законот и утврдува вознемирување и дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Колку представки имате испратено до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација? Јас би сакал прво да кажам колку имаме добиено. 18 се добиени, кое што е прилично сериозна бројка. Фокусот ни е да се поднесуваат представки претежно кон јавни ликови, заради тоа што тие се тие кои што имаат влијание во вршењето и поттикнувањето на дискриминацијата, така што во 18 представки комисијата има утврдено дискриминација и вознемирување по основ на сексуална ориентација и родов идентитет и има одреден број на представки по кои се уште чекаме комисијата да даде своје мислење. Каква е реакцијата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и какви се нивните можности, што можат тие да направат понатаму? Така, според измените во Законот за спречување и заштита од дискриминација, тие ја утврдуваат дискриминацијата доколку постои, подоцна постои рок од 30 дена дискриминаторот да се извини
ја има таа можност, која што јас лично можеби не би ја дал како опција, меѓутоа има можност 30 дена дискриминаторот да се извини, доколку не се извини за извршената дискриминација, после комисијата треба да започне прекршочна постапка пред судовите. Како потоа се процесираат тие случаи, како завршуваат најчесто, која е пракса? Со оглед на тоа дека се уште нова оваа пракса која што ја правиме, конкретно се уште ниеден од случаите не завршил на суд, така што тоа е следниот чекор кој планираме да го правиме и да видиме каква ќе биде праксата и како ќе одговорат институциите, односно дали ќе повторно дали ќе го почитуваат законот кој е пропишан или ќе бидеме повторно на моментот дека законите ни остануваат само на хартија. Можете ли да ни посочите некој специфичен пример? Па како специфичен пример би прво тоа што е важно, имаме добиено комисијата има утврдена дискриминација кај лекари, кај новинари, кај пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, кое што во некој развиен систем би било скандалозно. И тоа го гледаме, нели, во други системи која ќе направат некоја грешка политичарите и пратениците, освен извинувањето, често имаме и давање на оставка. И јас колку што сум запознат, до моментов ние немаме добиено извинување од пратеникот за извршена дискриминација и тоа е прилично поразувачки. Можеби во моментов општеството тоа го смета како поразувачки за нас, меѓутоа јас го сметам дефинитивно за поразувачки кон самиот пратеник, кон целосно политичката фела, заради тоа што имаме очигледно една група на луѓе кои што се ставени на нивните позиции да се борат против дискриминацијата, да го подобруваат системот во интерес на граѓаните, заради тоа што на крај на ден сите закони се прават во интерес на граѓаните, меѓутоа тие се тие кои што ја поттикнуваат дискриминацијата и тука е битен моментот да се додаде, има правено други организации и истражување во однос кога имаме зголемување на говорот на омраза, и говорот на омраза го бележиме како зголемен околу изборите, кое што не можеме да не го поврземе директно со политичките партии. Не е случајно што најмногу говор на омраза имаме присутен за време на избори, а подоцна нели кривата паѓа надолу. Што треба да се направи? Како да се подобри оваа состојба? Доколку јас или вие исто така извршиме дискриминација, доколку против нас нема никаква казна, ќе продолжиме да го правиме тоа, најверојатно. Голема е веројатноста дека ќе продолжиме. Меѓутоа, доколку системот, институциите некако не казнат нас, голема е веројатноста да престанеме да дискриминираме и да користиме говор на омраза, така што чекаме на институциите да си ја завршат нивната работа, односно вработените кои што земаат плата од буџетот, а во голем дел можеби не си ја завршуваат работата како што се очекува и како што е пропишано по закон. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам. За истата тема прашавме и во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Еве какви одговори добивме од првиот човек на ова државно тело, Кире Василев. Колку и од кого најчесто до вас стигнуваат представки за дискриминацијски говор во јавниот простор врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет? Во текот на 2022 година најголем број на представки се однесуваат на дискриминирачки говор, посебно во сферата на јавното информирање и медиумите, односно на социјалните мрежи. До овој момент имаме примено над 36 представки, што е околу 40% од целокупниот број на представки поднесени до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најголем дел од нив се однесуваат на дискриминачки говор на социјалната мрежа Facebook. Најчесто тие представки се поднесуваат од невладини организации кои ги застапуваат овие групи. До сега Комисијата има постапено по сите представки кои се поднесени до Комисијата, има утврдено дискриминација во 12 случаи. Граѓанскиот сектор ви забележува дека барем во минатото оваа комисија немаше висока репутација во однос на постапувањето по предмети и случаи на дискриминација. Кажете ми, дали се обидувате ова да го поправите некако?
Да, една од главните стратешки цели на комисијата е да ја врати довербата на граѓаните во оваа институција и за разлика од предходните комисии, нашата комисија постапува според законот, а во законот сексуалната ориентација за прв пат е спомената, така ние само си ги остваруваме нашите законски надлежности врз одредена професионална основа и професионална објективност. Дали комисијата самата ја гледа дискриминацијата во јавниот простор? Всушност, прашањето е дали самите можете да реагирате без при тоа да добиете представка од некого? Можеме самите да реагираме, имаме таква законска надлежност, сме реагирале во неколку случаи, сме ги разрешиле. Еден најпозитивен пример е случајот со ученичката со Даунов синдром во училиштето во Гостивар. И имаме уште неколку случаи, сме повели за дискриминирачки говор, исто така сме повеле постапка по службена должност. Но обично тие постапки ги поведуваме кога ќе видиме дека со оглед на тоа што имаме ограничени ресурси, мораме многу предпазливо да ги бираме случаите по кои поведуваме постапка по службена должност. И обично тоа е кога ќе заприметиме дека одреден случај во медиумската сфера или во јавноста добива се поголемо значење и може да се претвори во нешто по-страшно. Тогаш се одлучуваме, на седница одлучуваме дали ќе поведеме, после дебата одлучуваме дали ќе поведеме постапка по службена должност или не. Каква е потоа судбината на она што вие ќе го утврдите? Дали често овие предмети завршуваат на повисоки инстанции, на судови и така натаму? Всушност, каква е процедурата? Како што ви кажав претходно, доколку не бидат спроведени препораките, ние имаме право да поведеме прекршочна постапка. Досега имаме поведено околу 10 прекршочни постапки, меѓутоа нашата улога завршува до поведувањето на прекршочната постапка. Од тој момент натаму судот е оној кој одлучува дали постои прекршок или не. Во исто време треба да нагласам дека исто така судот одлучува дали нашето мислење ќе го земе за релевантно или нема да го земе. Значи ние имаме праг до поведувањето на прекршочната постапка, можеме да се јавиме како пријатели на судот во случај доколку судот сака од нас да образложиме за делото на дискриминација. Од граѓанскиот сектор исто така забележуваат дека голем дел од овие предмети немаат конечна финална разврска. Што мислите околу тоа, како може тоа да се подобри? Дел од нив имаат конечна разврска затоа што дискриминаторите ги спроведуваат препораките, сме добиле неколку извинувања, сме избришале постови во поглед на дискриминирачки говор и така натаму, а дел не се спроведуваат нажалост. Како што ви кажав, поведени се неколку прекршочни постапки, тоа останува на судот, иако имаме ние некој мал проблем со поведувањето на прекршочните постапки, но тоа е друг предизвик со кој треба да се соочиме. Сметам дека треба повеќе да работиме на превентивната улога и да ги информираме и подучиме граѓаните на последиците од таквиот дискриминирачки говор, затоа што нашата комисија не е формирана комисија за да казнува, туку да ја промени културата на однесување помеѓу граѓаните. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. По ова одиме на реклами па саботажа. Шегите на Тугесап секогаш личи дека се наполно бесплатни, но нивната цена треба да се пресметува дури откако ќе се диагностицира возбудата и делириумот кој го предизвикуваат. Тогаш тие наместо очекуваниот ефект креираат реакција од која очите на јавноста наликуваат како да издегле од лабораторијата на Карл фон Базедов. Prime Minister of North Macedonia, Prime Minister of Albania. How are you? Great to see you again. Future West Bulgaria.
Во време кога се поскапува, не смее да се занемарува вредноста ниту на досетките, па макар за нив да не била користена сол. Не треба да се подценува народот кому изгледа пак му се товари нова обврска. Тој и неговата држава, без иронија и сарказам, како и вообичаено, се одредени да одговараат за туѓи бели дворови. Ова партизирано, актуирано судство и обвинителство решило да го суди ВМРО-ДПМН, меѓутоа тоа не го суди ВМРО-ДПМН, туку го суди македонскиот народ и ја суди Македонија. Народот постојано е на обвинителна клупа, не е штедлив, раскалашен, не се грижи за еднината, па секоја партија и влада ја прикрива собствената некадарност, со тоа што постојано го коригира и определува степенот на неговата одговорност. Ако сме навикнале на 24 степени да држиме температурата дома, за да ни биде топло и да шетаме по кратки ракавици, најверојатно треба да се навикнеме да живееме на 22. Не, на 22. Дилемата кој ќе остане со куси ракави ќе биде расчистена на следните избори, ако во однос на температурата сведочиме за нетипична временска состојба. Еден гром наместо трпеливо да чека, одекна и предизвика коалициски мраз. Неговиот творец, каратистот од Влае, го слече кимоното и наметна реквизити карактеристични за друга борбена вештина, закнувајќи му се на алпинистот од Влае. Епа извини, те трпев и за мене што зборуваше. Стефче е мртов човек, болен и ќе умре. Стефче е мртов политичар до таму. Тој заслужи или Бог да му драм, а не да раскинеме коалиција. Роговите почнаа да излегуваат од вреќа, па навидум мирните јагниња покажуваат дека во претходната инкарнација биле волци, а тие карактерот не го менуваат. Качени како автостопери, тие забораваат дека се товарени во гепекот на истото возило кое го критикуваат. Dukket Krekosja är tur så att det är drejtojnë mirë makinën kombëtare, veturën kombëtare, është një mashtrim, një performancë ndukje. Edhe atyre u duket se mirë vozisin, po du t'i përkujtoj se vetura atyre është në karotres, të shqiptarët e Maqedonisë të shlep slush, ma mirë e kuptojnë, dhe ata nuk vozisin kur gjo. А тие што упорно сакаат да се закачат, освестените антички, а всушност ареслови на титоистичкиот комунизам, подготвуваат честување на жртвите на токму тој режим, на кој од толку голема грижа за минатото, дури и името им го греши. Еве сега докажуваме дека Павел Шатев е актуелен и 21 година. И на крајот, не сме во 21-а, туку во 22-а, а на актуелната состојба најдобро се гледа од перспективата, која е дури и под жабјата. Ова дупка представува опасност самата по себе. Секоја добра дупка знае дека само по себе не е опасно да се биде дупка. Опасно за секоја власт е гледањето во дупка. Гравитацијата поседува моќ да привлекува. Завршуваме. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.